АД Водостопанство на Република Македонија, подружница Прилепско поле Прилеп, по завршувањето на сезоната за наводнување 2018 година, поточно во текот на месец октомври, отпочна со реализација на еден проект за промена на темелен испуст на брана. Изведувањето на овој проект, промена на темелен испуст на брана, е според задолжувањето од инспекцијскиот надзор на државниот инспектор за животна средина и просторно планирање, водостопански инспектор, спроведена во текот на месец јули 2018 година и континуирано неколку години уназад. Градежните активности се во целост завршени, а поставувањето, односно монтажата на хидромеханичката опрема требаше да се дозаврши во текот на месец јануари. Во средината на месец јануари хидролошката состојба доведе до зголемување на дневните и ноќните температури, така да дојде до нагло топење на снегот од сливното подрачје на езерото и доток на вода, зголемен доток на вода во акумулацијата. Изведувач на овој проект е фирмата Жикол, а надзор е Градежен институт на Македонија. Значи, сите инволвирани страни, изведувачот, надзорот, инвеститорот и корисникот донесоа одлука согласно хидролошките услови да се сопрат активностите и истите продолжат после завршување на сезоната за наводнување 2019 година, односно во текот на месец октомври 2019 година. Се со цел водокорисниците да бидат задоволни и да имаме успешна сезона за наводнување 2019 година. Значи, моментално состојбата во акумулацијата е некаде околу 550.000 метри кубни вода. Искуствата и анализите моментално состојбата колку е? Во овој момент состојбата на вода во акумулацијата е околу 550.000 метри кубни и секојдневно интензивно се зголемува. Значи, анализите и искуствата од претходните години укажуваат дека во месеците февруар, март и април имаме зголемен доток на вода во акумулацијата. И според тоа очекуваме и оваа година да имаме зголемен доток на вода во акумулацијата и се надеваме дека ќе имаме успешна сезона за наводнување 2019 година. Односно, че имаме задоволни водокорисници. Како илустрација, претходната година, 2018 година, во текот на месец февруар, сме успеале да собериме вода во акумулацијата некаде околу 1.600.000 метри кубни, а во текот на месец март околу 2 милиони метри кубни, во текот на месец април, на 13 април, акумулацијата го стигнала максимумот, односно 6 милиони метри кубни, така да на 14 април почнато со прелевање на акумулацијата. Согласно на тоа, се надеваме дека и оваа сезона ќе имаме успешна сезона за наводнување 2019 година. Инаку напоменувам исто така дека АД Водостопанство на Република Македонија, подружница Прилепско поле, средствата, односно екзистира и обстојува со самофинансирање. Значи, наш интерес и интенција е ние да имаме што повеќе комерцијални договори со водокорисниците. Со оглед на тоа треба да имаме, значи, што повеќе вода, акумулирана вода и да имаме што повеќе наплата, односно се финансираме со наплата на фактури од комерцијални договори за наводнување, решенија за одводнување, а некои подружници и со продажба и сепарација на песок. Значи, интересот наш е да се собере што повеќе вода и на тоа поле работиме, да собереме, ги користиме сите можни средства и активности, да собереме што повеќе вода во акумулацијата заради поуспешна сезона и, како што реков, задоволни водокорисници. И максималниот капацитет во езерото, како што кажав, 6 милиони метри кубни вода, согласно ланските податоци би требало во текот на месец април да собериме до 6 милиони, ако хидролошките услови се покажат како лани, ако не, ние во текот на една сезона за наводнување доволно ни е околу 3,5 милиони до 4 милиони метри кубни за да имаме успешна сезона за наводнување. Значи, вака, во текот на сезоната за наводнување 2018 година имаме подпишано негде околу 2800 договори за наводнување со водокорисници. Наплатата е на високо ниво, имаме негде околу, до овој момент околу 80-85% наплата. Знаете кај нас природата на нештата е таква да е основна култура е тутунот, со земањето на субвенциите, средствата субвенционирањето на тутунот, кога ќе земе средствата, тогаш субвенциите и тогаш водокорисниците ги извршуваат и уплатите на средствата. Ова е горлив проблем, повеќе годишен проблем,
Овој проблем што е од битно значење и круцијално значење за нас и за градот Прилеп и требало да се реши од многу поодамна, значи уште во времето кога хидросистемот бил на во рамките на Тутунски комбинат АД Прилеп, го имале тој проблем. Неколку години се траела постапката околу изготвување на основниот проект, па ревидиран проект. Проектот е ревидиран 2017 година. Проблем биле финансиските средства. Значи, финансиските средства се обезбедени како грант од UNDP, околу 9 милиони денари. Тие се дадени за користење во текот на 2018 година и заради тоа мораше да се справи 2018 година. Ќе се врши промена на темелниот испуст, ќе се поставуваат два вентили, еден конусен, еден лептирас вентил. Активностите би продолжиле после завршувањето на сезоната за наводнување 2019 година, со цел да не бидат оштетени водокорисниците, односно да имаме успешна сезона за наводнување.